Значи толку долго што се снимаше видеото, мачката еднаш беше бремена, ги роде мачината, беше уште еднаш бремена и ги роде мачината. Односно ова е едно маче. Ова е буцко. Буцко. Чисто како информација, ова видео се снима поиќе од пола година. Првата снимка што ќе ја видите во видеото е снимена пред 7-8 месеци и од тогаш пасивно досега се снимало видеото. Ќе гледате полека во тие 7 месеци, 8 како се менвало се во собата и ќе има уште едно вакво видео потаму кај што уште поиќе ќе се менва во собата. Ова досега не беше ништо, само преуредвам, само нешто правам. Купете си Немислоли памет блуза на ib.mk, значи заладе времето, време е за Немислоли памет блуза. На ib.mk Instagram профилот купете си или ќе имате линк долу во дескрипција, кај што ќе може да се кликнете и да си одите на ib.mk Instagram профилот. Здраво луѓе, денес си купив стол канцелариски, вака изгледа некако. Ова не е обичен стол, овој стол си има име, матичен број, си има крштениче, се вика Виктор. Само што треба да се склопи столот, тој ќе го правам сега со татко ми и ќе имам нов стол. Запознајте го Виктор. Мојот нов стол. Виктор, ќе се дружиме. Леле, лом се направив, цело е со прашина. Made in China. Изгледа мајка му и татко му се кинези или е во Кина направен. Момент. Држи маска, клај си, шо си е сигурно си е. Сега треба почнеме да го склопваме и за некој ден треба да дојде и маса исто така. Не знам точно кога. Тука ќе има баги работа. Ајде, Мацо, ајде, добре дојде. Еве ги сите штрафои. Тука има и скица како треба да се состави. Сега следува составување и се јавуваме кој ќе ја составам. Виктор малце не измачи, ама конечно го склопивме. Многу е удобен, сега ќе ви го покажам. Заслужувам да седнам малце. Сега ќе чекаме да дојди масата. Ние нема да ја склопваме дефинитивно. Сега столицата пред компјутер си ја кладов. Наместо фотелја да сега имам столица. Дур да дојди масата, после се откорен менваме тука. Мислам дека тој ден ќе биде најхаотичен ден во свемирот. Надвор снег падна, мајсторот уште го нема за масата. Шо ќе беше ова, јас не знам. Само слушајте. Моментално е викенд, кај што цел викенд е полициски час и не можеш да излезиш. Буквално вчера вечер имаше песни, сега има песни, луѓето се веселат. Ние нема што да правиме. Се работи. Значи масата од прилика требаше да стигне пред 10 дена, масата уште ја нема, касни, не знам ни кога ќе стигне, ама одлучивме да го тргнеме клавирот од тука и скроз да ја преуредиме собата, така да овој клавир сега ќе оди во другата соба. Тука не знам што ќе има, како што гледате, тука има се и се што буквално. Така да сега треба да тргнам се од тука и брат ми, татко ми да окренат клавирот и да го однесат во другата соба. Надвор е многу празно. Логички. Свари има двајца си седат на клуп. Ајде сега да ја тргнам ја со овиот тука. Тргнав се од него. Сега уште да се крени. Мислам, да се крени е најтешко. Значи кој бара клавир да купи, го продавам. Сепак клавирот ќе биде во истата соба, само на друга локација. Претходно беше овде, сега е тука клавирот и кој ќе дојде новата маса, целото биро, ќе биде многу убаво вака, мислам. Сега има уште работа да се средва, да се мести, да се прави. Значи со тепавме од местење. Дефинитивно не сме за полициски час, реално. Оти ршум ќе го направиме стано. Мачето се породе, има 4 мачина, а мене уште не ми има стигнато масата. Во моментот кога го снимам ова, масата касни поиќе од месец и пол. Ова е официјално најдолгото видео што имам снимано за на YouTube. Не знам ни кај застанав со видеото, 3 месеци не го имам снимано дека ме хајкира и престанав да снимам, ама масата уште ја нема. Значи не знам, може има пола година, не знам ни кога ја нарачавме масата. Масата уште нема стигнато. Овде е блага гунгула во собата, значи не се знае кој јади кој пие. Но денес стига телевизор. Јас ќе го користам како монитор, смарт телевизор, не знам ни јас како ќе го користам. Ми се јави од каргото дека за брзо ќе ми го достават. Добро, се договоривме кога тогаш, ваму таму. И сега во секој момент сум во исчекување за телевизорот. Телевизорот е 49 инчи ми се чини. Од кој ќе стигне телевизорот ќе ви кажам што е најголемиот проблем во овој момент. Односно во тој момент кој ќе стигне. Сега уште го немам проблемот. Не знам
Нема телевизор, стигни ќе го заборат негде попат, на улица ќе падне, некој ќе го земи, ќе си има телевизор, јас нема да имам телевизор и нема да го имам тој проблем. Ама поварно да го имам проблем и да го имам телевизор. А видете вие тука кој си спие. Најубото маче во свемирот. Сега има ремче, пак е бремено иначе, како што гледате стомакот е огромен. Неа му е супер, многу сака овде да спие. Стигна легендарниот телевизор слеш монитор. Чичко човек е на мене да ми поможи морално да го отворам овој телевизор. Сега да ви кажам што е проблемот. Проблемот е што е 49 инчи, односно 124 сантиметри вака и негде 100 сантиметри вака. Има каснато комарец, 1 кило накалчев од комарец. Јас планирав овде вака да биде. Тука да почни, тука да заврши. Според моите пресметки и мерења, тука нема 100 см, има 90 и нешто, или помалци од 90 мислам дека има. И сега треба да правам тешки тори да смислам како ќе го сместам овој телевизор и каде. Ако го клам тука пред мене е многу голем и ќе немам да гледам, мислам како што треба. Ќе смислам тоа сега, барем ќе го отворам, а вечер ќе го сместуваме негде, не знам како ќе правиме. Земам една алатка, почнуваме тука. Ова е многу јако, мислам мене ми е јако. Почитувам корисни. Колку сечи сам, ова не е можно. Сега ќе треба да користам моите две раце, мислам ова е едната, ова е другата рака, за да го отворам некако, затоа што ќе не можам со една рака. Иначе телевизорот од Тесла, не е таја Тесла, значи е од српска компанија, најверојатно, јас колку што најдов. 4K е, 49 инчи, мислам дека е супер телевизор. Сега уште ќе го истестираме после кој ќе го сетапнам тука, кој ќе го наместам негде и да видиме дали ќе функционира правилно, исправно и ме интересира многу каков квалитет ќе покаже. Но е... Вау! Овие се сталки, талаци како да ги наречам, за телевизорот, солидни се. Не знам, пластика ова, не е алуминиум или нешто слично. Овде има една цела скрипта да се чита за управување со телевизорот. Не верувам дека ќе има потреба тоа да го прочитам. Сега отварањето и овие работи ќе ги скипнам, нема да кажувам се, затоа што мислам дека нема тоа да ви интересира. Така да ќе преминеме после ова на главното, тоа е местење на телевизорот. Не знам уште тоа како ќе го изведам, стварно нема место. Значи, на масата, момете, што ќе ми излези прво, има пинцета, значи од пинцета до секундарно лепило. Значи, залепено ми се, не. Значи, нема што нема на масата, толку е несредена, штраф цигерче има мало, гумени бомбони има. Значи, нема што нема на масата, не знам како ќе се средам некогаш тука. Дечки, од прилика тука го наместивме телевизорот, колку да го испробам вчера. Сега тука растргам и имам една идеја како јас тука ќе го поставам телевизорот. Сега за тоа ќе ми поможи брат ми, некако ќе го реализираме ова. Многу налудничава идеја, многу непогодна би рекол, ама шо е тоа е. Моето второ име е импровизација. Значи јас сум Бован, импровизација Бошевски. Па ќе видиме како ќе испадне ова. Шо преш? Зошто? Сја заглаве раката. Цела епоха помине дури да го завршам и дури да го снимам ова видео. Еве тука финално како испадна да изгледа. Ја развоев ова маса со ова маса и телевизорот некако го кладов измеѓу двете маси, ама да допира на двете маси. Вакви идеи само кај мене може да успеат. Значи, појќе галама од мене, брате. Шо? Како влезе таму? Сега да го испробаме телевизорот, мислам. Јас веќе го имам испробано и го користам неколку месеци. Маваме интер да се уклучи компјутерот. Дали ќе се уклучи, ќе се уклучи. Го уклучуваме и него. Телевизорот ми е малце блиско до мене. Ама што можам да ви ја представам мојата планина на знаењето. Буквално сликата е пречиста. Ќе пуштиме видео на 2K, затоа што на 4K може да кочи поради интернетот. Само да најдеме некое видео. Ќе напишеме 4K, ама ќе го проектираме во 2K. Ќе пуштам ова видео 4K HDR Night Walk in Tokyo. Чекајте сега тука, треба да no internet connection. Сега одиме тука, play on TV, Smart TV, disconnecting. Why stop Ајде да видиме, треба да се пушти.
Тадам! Да видам на колко е наместено, не знам. Моментално е 1080, аз ќе оклам на 2K. Ајде да видиме. Пак нема да може да се види многу разликата, затоа што видеото што ќе го објавам ќе биде 1080. Ама како и да го гледате, пречиста е сликата. Само овако се тргне ќе биде супер, одлично. На камера дефинитивно не се гледа толку, ама во живо се осеќам ко да одам јас по улицата тука. Како многу шарп е некако, не знам, боите се преубави. Не може скроз да се примети квалитетот, затоа што ова видео ќе биде со понизок квалитет. Не е можно колку изгледа. Се осеќа скроз како по улицата јас да се движам. Ами 1080 да го гледате, ова е прејако. Премногу бои има и секоја боја преубаво се гледа. Значи импресиите од телевизорот ми се одлични, преубав квалитет има. Наскоро ќе дојде нова маса, со тоа што ќе стигне масата, се знае дека одма пак има раскревање, преуредвање, значи секој месец нешто преуредвам прам, така да тоа ќе биде негде за 3 недели вали да ќе излезе видеото, зависи кога ќе ми стигне масата. Купете си вие Не ми соли памет блуза на ib.mk Instagram профилот, бапнете лайк, пишете коментар, стиснете subscribe и се гледаме во наредното видео. Поздрав!